Добар ден и од мене. Благодарам на можноста да се обратам овде пред пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Благодарност до почитуваниот Даниел Браун, голема благодарност до Петер Баер, благодарност до гостите кои што денеска се овде со нас, затоа што на вакви настани ние не само што можеме да ги споделиме заедничките искуства, туку можеме и да научиме нешто од, би рекол, многу поусовршените и по-напредните демократии од нашата, а после тоа да можеме истото да го примениме кај нас. Петар ме подсети на Турингија, јас споменав таму еден семестар, завршувајќи го експерименталниот дел од мојот докторат на универзитетот во Илменау, тоа е во близина на Ерфурт, градниот град на покрајната Турингија. И тоа на кое што докторирав практично беше вештачка интелигенција, односно користење на алгоритми за вештачка интелигенција за управување на манипулациони роботи. И тоа беше пред, би рекол, 15-16 години од денеска. Тие неколку месеци поминати на универзитетот значија за мене еден нов почеток, а потоа тоа знаење кое што таму го стекнав и тоа искуство кое што го стекнав на универзитетот Илменау придонесе да на нашиот универзитет Свети Кирил и Методи отвориме насока мехатроника, мултидисциплинарна насока, во која што студентите можеа да се стекнат со знаење од механиката, од електрониката и од компјутерското управување, а потоа преку проектот на тогашната влада успеавме да обезбедиме и, би рекол, неколку уреди со кои што понатаму студентите ги завршуваа своите дипломски студии, магистерски студии, па дури и дел од докторските студии ги завршуваа на тие роботски системи и денеска имаме многумина од тие кои што се наоѓаат и на универзитетот и на факултетот, но исто така голем дел од нив својата иднина ја градат и во погоните кои што ги отворија странските, но и домашните инвеститори, не само во Скопје, туку и тука во Охрид, би ги споменал двете германски компании, тоа е компанијата Костал и компанијата Одеве, кои што вработуваат, би рекол, повеќе од 1000 наши македонци, кои што од различен профил практично ја градат својата професионална кариера. Затоа се овие настани многу значени, за да можеме да размениме искуство, но и да направиме определен трансфер на знаење. Она пред кое што е, би рекол, исправена нашата држава, јас нема да зборувам колку е лош СДСМ и нема да зборувам колку е лоша актуелната влада која што ја предводи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Нема да зборувам за сите нивни грешки, сите ние тоа го знаеме и нема да се повторувам колку тие луѓе практично не ги бива и колку тие луѓе не знаат да ја водат државата. Јас ќе зборувам токму она кое што денеска представува главен наслов на денешната работилница, тоа се предизвиците кои што не очекуваат. За да можеме да направиме силна економски стабилна Македонија, која што ќе нуди перспектива за младите генерации кои што доаѓаат, наместо тие да сонуваат како да ја напуштат Македонија. Пред еден ден имав средба и состанок со министерот за Европа на Сојузна република Германија, господин Михаел Рот, и тој рече: ние сме ви многу благодарни за македонците кои што работат во Германија и кои што доаѓаат како квалификувана работна сила. Јас му реков: јас сум ви лут, затоа што македонците наместо тука да ја градат својата иднина, тие својата иднина ја гледаат во Германија. Јас повеќе би сакал Германија да отвори што е можно повеќе производни погони овдека во Македонија и македонците наместо да талкаат по Западна Европа и по светот, тука да ја градат својата иднина и тука да ги растат своите деца и тука да го градат својот живот. Бидејќи Македонија можеби е мала земја во срцето на Балканот, но никако не смееме да го потцениме нејзиниот потенцијал, бидејќи таа представува вратата на Европа. И многу пати во минатото се покажало дека токму тука македонците биле тие кои што ја одбраниле Европа од налетот на многу освојувачи кои што се заканувале, но и од многу невредности кои што се заканувале да ја освојат Европа. Затоа мојата порака од овде прва ќе биде
да овозможиме што повеќе наши млади луѓе, македонци, наместо својата иднина да ја градат надвор од Македонија, да ја градат тука, во Македонија, во новоотворените фабрики, во новоотворените производни погони, кои што ќе доаѓаат од Сојузна република Германија. А за тоа ни треба знаење, за тоа ни треба квалитетно образование, а за квалитетно образование требаат пари. А парите во образованието може да дојдат од буџетот. А парите во буџетот ќе дојдат преку силната економија. Во економијата парите и додадената вредност ќе ја создадат здрави луѓе, а за да имаме здрави луѓе, работливи луѓе, потребно е да имаме решение за можеби најголемиот предизвик со кој што се соочува денеска човештвото, а тоа е ковид пандемијата. Тоа значи дека треба да обезбедиме навремена и континуирана имунизација на нашето население, за да не ни се случуваат повторно карантини, да не ни се случуваат затварање на производните погони, да не ни се случува економијата да не може да го даде својот целосен потенцијал, да не расте бруто домашниот производ, а со тоа да има помалку пари во буџетот, а тие помалку пари во буџетот, потоа ќе нема што попрво да се би рекол дисперзираат и во образованието, но и во другите сектори кои што се неопходни во државата. Затоа е многу значајно денеска ние да зборуваме за можеби 3 клучни работи, а тоа е здравјето, односно навремената имунизација на населението, која што ќе обезбеди силна економија и се разбира владењето на правото и безкомпромисната борба против криминалот и корупцијата, кои што во Македонија мораме сите ние тука да признаеме, се присутни, а Македонија денеска е најкорумпираната држава во Европа, која што ја води најкорумпираната влада во Европа и најкриминалната влада во Европа, а тоа го кажа последниот извештај на Transparency International, кој што нас практично не рангираше како 111-та држава. Ова се трите столба врз основа на кои ние треба да ја градиме иднината и ова се трите столба врз основа на кои ние треба да практично правиме трансфер на знаење и разменуваме искуства со нашите, би рекол, поискусни колеги од германскиот парламент, од Бундестагот, но и нашите сестрински партии кои што се веќе дел од Европската унија, но ние вистински сестрински партии кои што споделуваат со нас вистински европски вредности, а не како еден пример кој што го имаме во нашето соседство, кој што наместо да биде нашиот најголем спонзор и поддржувач за полна и целосна интеграција во рамките на Европската унија, тоа е нашата сестринска партија ГЕРБ. Тие се за жал тој кој што практично стави вето на нашиот пат кон полноправно членство во Европската унија. Затоа велам, не сите сестрински партии, има и такви кои што за жал го злоупотребуваат префиксот сестринска и наместо да гледаат во иднината, не враќаат назад во минатото, во 19 век, мислејќи дека договорот со лекомерни политички и лекомислени политички измамници кои што за жал денеска се во владата, ќе биде договор кој што ќе го прифатат македонците. Ние сакаме да направиме договор со вистинските вредности и оние вредности кои што нас практично ќе нонесат во Европа, а не да се враќаме назад во 19 век, онаму каде што за жал нашата сестринска партија ГЕРБ сака да не врати. Затоа би сакал мојата втора порака да биде кон тоа како да најдеме механизам кој што практично ќе обезбеди стабилно и навремено снабдување со вакцини на населението, се разбира она население кој што сака да се вакцинира, да има можност да се вакцинира, бидејќи кога можеше населението во светот и во Европа да се вакцинира и кога веќе траеше тој процес на вакцинирање кој што започна крајот на минатата година, кај нас во Македонија тој процес воопшто и не беше почнат. Односно, тој период тие гледаа како да најдат фирма посредник која што на нив ќе им обезбеди дополнителни профити, дополнителни, би рекол, провизии на овие од власта, наместо да обезбеди стабилно и навремено снабдување на населението со вакцини. И за жал денеска, кога веќе
5 месеци се позади нас, имаме повеќе од 5000 наши сограѓани кои што го загубија животот поради ковид пандемијата и ненавременото имунизирање и повеќе од 155.000 наши сограѓани поминаа низ голготата наречена COVID-19 или коронавирус. Затоа, мојата порака и апел е до се уште актуелната влада на социјалдемократите е наместо во периодот да објавуваат вести како сме добиле донација од 1000, 2000, 3000 и 5000 вакцини и наместо во периодов кој што следи да објавуваат вести дека обезбедиле дополнителни 5000, 10.000 вакцини, да се фокусираат како од есен да обезбедиме 1 2 милиона вакцини или пак да учествуваме во некој производен процес во светот како држава, тоа да биде државен проект. Зошто велам се уште актуелната влада? Затоа што сум убеден дека политичката реалност после оваа есен ќе биде поинаква во нашата држава. Затоа велам дека сега ни е потребна вистинска акција, да не чекаат како што тоа го правеа изминатиот период, наместо да бркаат провизии, да се фокусираат кон обезбедување на стабилно и навремено снабдување на населението, се разбира оној дел од населението кој што сака да се имунизира со вакцини. Затоа што само здраво население може да даде максимум онаму каде што работи во фабриките, да генерира силна и стабилна и надежна економија и одржлива економија, да го зголеми, би рекол, бруто домашниот производ, кој што потоа ќе генерира дополнителни приходи во буџетот преку даноци, а тие даноци потоа ќе бидат инвестирани во образованието, кое што ќе генерира образовен кадар, кој што потоа повторно ќе се врати назад во економијата и таа иста економија понатаму ќе расте, но и не само во производните погони на домашните и странски инвеститори, тие средства во буџетот ќе бидат одвоени и за земјоделието, реформи во здравството, дополнително зголемување на квалитетот на здравствените услуги, зголемување на стандардот на граѓаните преку повисоки плати, повисоки пензии. Тоа е еден процес на вистинска спирала, но на вистинската, не онаа на Заев која што не влече назад веќе 4 години. Ова едноставно е инженерска работа. Како сложената работа да ја направите поедноставна. Тоа е инженерски проблем. Како вие од хеуристика, од зборови, да создадете физички модел кој што потоа ќе функционира. Еве го моделот. Едноставно е. Помалку да бидете корумпирани, помалку да крадете, помалку да толерирате корупција и криминал, тоа е мојата порака до фамилијата на власт и до социјалдемократите, да се фокусирате повеќе на обезбедување на сигурно и навремено снабдување на населението со вакцини и негова имунизација, за да можат тие луѓе здрави да работат, да создаваат домашен производ, кој што потоа домашен производ ќе врати назад во буџетот, а идната влада тие средства правилно ќе ги инвестира и во образованието, и во здравството, и во земјоделието, но и во подобар стандард и за пензионерите, и за вработените. Тоа е, едноставно кажано, во неколку реченици она што изминативе 4 години недостасува. Затоа сме 111-тото место на листата на Transparency International, и ако некој тоа го занемарува и мисли дека и го подценува и мисли дека тоа не е важно, еве јас ви уверувам дека денеска секој еден странски инвеститор пред да одлучи да инвестира во некоја држава, оваа ранг листа ја има пред себе и врз основа на оваа ранг листа одлучува дали ќе инвестира во Македонија, во Србија, во Бугарија, во Грција, во Албанија и во Косово. Кога ќе види дека ние сме најкорумпираната држава на Балканот и во Европа, со најкорумпираната влада која што ја води, тогаш сигурен сум дека одлуката нема да биде Македонија, туку ќе биде некоја држава од соседството. И тоа практично го говорат бројките на директните странски инвестиции. Да речеме 2020 година сме убедливо последни со 1,9% од бруто домашниот производ. Да речеме Црна Гора е со повеќе од 10%, Србија со повеќе од 6%, Албанија повеќе од 7%. Ние сме убедливо последни со 1,9% директни странски инвестиции. Зошто? Затоа што инвеститорите не се чувствуваат сигурни, затоа што не се чувствуваат сигурни во своите инвестиции и се плашат од дополнителни ризици кои што можеби на прва не ги гледаат. Затоа мојата последна порака ќе биде работа и само работа. После ова есен,
Поштувани пратеници, поштувани гости, политичката ситуација во Македонија нема да биде истата која што е денеска. Оваа влада ќе биде во заминување, одговорноста ќе припадне на ВМРО ДПМН и коалицијата која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН, а потоа треба силно да се засукаат ракавите и да се даде најдоброто од себе и да се покаже на граѓаните дека можело поинаку, дека можело подобро и дека ние сме тие кои што знаеме тоа да го направиме. Најдобрите години за нашата Македонија, за нашиот македонски народ, за македонската нација, во која што има и албанци, турци, и власи, и срби, и бошњаци, и египќани, и роми, допрва доаѓаат. Мојата порака и до нив, немојте да се разочарувате, немојте да ве зафаќа апатија, најдобрите години допрва доаѓаат. Најпрвин да го поразиме Зоран Заев и оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз, а потоа да се зафатиме со жестока работа. Ви благодарам и ви посакувам успешен тренинг и би рекол плодни дискусии во овие 3 дена. Ви благодарам уште еднаш.